Почитувани мои, добар ден. Системот за здравствено осигурување се уште е блокиран и надвор од функција по хакерскиот напад на 6 февруари. Хакерите кои стојат зад нападот бараат откуп за ослободување на системот за негово враќање во функција. Проблем е доколку од компјутерските системи или бази на податоци при нивно одржување не се прави редовно снимање на резервната база на податоци, кои во ваков случај може да се вратат за користење, со што не би зависеле од уцената. Корисниците на здравствените услуги стравуваат од злоупотреба на нивните лични податоци, а целиот здравствен систем функционира со огромни проблеми. Односно, не може да се исплаќаат плати, ниту средства кои одат преку фондот за породилни и останати боледувања. Незадоволството е големо и меѓу вработените во државното здравство, па најавија и протести за да дојдат до заработеното. Боледувања, плати на здравствените работници, породилно, се ќе се среди, само треба да се стрпат, порача Фондот за здравствено осигурување. Но корисниците му одговорија на фондот да им каже на банките да се стрпат за нивните кредити. Зошто немаме заштита? Тоа е она што дискутираме денес со вас. Можно ли е вакви чувствителни бази на податоци да немаат бекап? Имаме ли експерти да го решат проблемот? А секако тука ќе ве потсетам да не заследите и на социјалните медиуми, да продолжите да коментирате, лајкнувате и шернувате на Facebook Црвена линија, профилот на Тилма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите, и секако ќе ве замолам нека ви има во уште поголем број на Instagram, бидејќи на Instagram стори доколку кликнете, ќе можете да учествувате директно на денешната анкета. Денес прашуваме, можеме ли да очекуваме дека ќе се повтори нападот на други фондови? Ете, тоа е она за што ќе зборуваме денес, драги мои. Ќе ве потсетам телефонскиот број 02-307-0005. Ќе ги охрабрам оние кои што директно се засегнати од оваа проблематика да се јават во денешно издание на Црвена линија, и секако ќе ги охрабриме и експертската публика која што гледа Црвена линија и знае да образложи многу повеќе за сушност каков хакерски напад се случил и дали може би со правење на бекап сето ова ќе беше многу поинаку и поедноставно. Но на самиот почеток секако стартуваме и со вклучувањето на нашата денешна гостинка. Особено ми е драго што ќе ја најавам Билјана Николовска. Верувам дека се слушаме. Билјана? Добро, во меѓувреме, значи, еве, вака ви најави всушност дека денес ќе имаме и гостинка која што ќе ја вклучиме во ова денешно издание, со оглед на тоа што е и по професија новинарка, но она што е најважно во моментот е мајка која што е на породилно и секако ќе и биде многу поважно, се разбира, да биде односно да и бидат овозможени средствата кои што ги очекуваат Фондот за здравствено осигурување. Билјана Николовска, ако ме слуша, се разбере, а веќе ако се гледаме, Билјана, здраво, драго ми е дека и ве прифати да те вклучиме во Црвена линија. Овој пат, иако по професија си новинар, овој пат во Црвена линија гостуваш како некој кој што директно е засегнат со целата ситуација околу случувањата во Фондот за здравствено осигурување со оглед на тоа што еве си на породилно. Па, јас само имам едно прво вака прашање, дали Фондот за здравствено осигурување му напиша соопштение на твојот Јан и дали му образложи дека месецов ќе треба да јаде помалку, да издржи и без пелени, секако да не пие витамини, да заборави малку и на пробиотик, сируп и секако да еве се потруди самиот да си ги јакне мускулите, бидејќи за ортопед нема се уште термин, ниту пак нели тоа ќе се случи во скоро време, а сето тоа подразбира да оди на приватен преглед. И ќе потенцираме како забелја системот на Фондот за здравствено осигурување паднал, па мама Билјана нема да го земе ниту породилното кое цело го троши за давачките за кои уредно си плаќала, тука ќе потенцираме здравствено додека си работела.
И Јан, доби ли соопштение од Фондот за здравствено осигурување? Па видете, да, тоа беше оној мој Facebook статус кој што верувам дека предизвика одредено внимание меѓу пријателите кои што ме следат. Сакам да потенцирам дека сепак тоа е мојот приватен Facebook профил, без разлика на тоа што нели јас сум и новинар и јавно лице. Но сакав малку иронично и да го поставам ова прашање до надлежните до фондот, затоа што сепак нели на децата од 4,5 месеци не можете да им објасните дека сето она што се случува во моментов, затоа нас на возрастните треба да ни се објасни, за ние да знаеме како да се снаоѓаме во меѓувреме, бидејќи јасно ние дека фондот има многу сериозен проблем, но тоа не значи дека ние не треба да добиеме било какво објаснување, за да знаеме, како што кажав, во меѓувреме да се снајдеме. Затоа и така го напишав тој статус, за да се знае нели кои се седавачките на една мајка. Пак ќе речам, без разлика дали е новинарка, дали има друга професија, сепак сите кои што сме на породилно сме во иста каша, што значи дека сите го очекуваме она што ни следува. Значи се разбира Еве какви објаснувања ви даваат со оглед на тоа што нели имате побарување како некој кој што е на породилно, кој што е корисник во моментот од фондот, како ве образложуваат? Ве примаат ли на шалтер? Достапни ли се на телефоните? Видете, јас морам да кажам дека не сум се ниту јавила, ниту пак сум била на шалтер. Она што во деновиве сакав да се информираме преку средствата за јавно информирање и очекував токму тоа да добијам информација преку средствата за јавно информирање, што е нормално во една демократска земја кога една институција се декларира како многу транспарентна. Таму има нели луѓе кои што би требало да работат на транспарентноста, а уште повеќе да се појават директорите. Мислам, нели сега веќе помина долго време и сите знаеме каков е проблемот и на што алудираме еве и ние како новинари, но и како родители, дека и немам информација. Еве јас се обидував овие денови да ги читам соопштенијата, онака како што ми препорача токму лицата надлежни за односи со јавност таму во некои сектори за комуникации, тие имавме преписка на Facebook, тие ми рекоа информирајте се од соопштенијата кои што ги спраќаме по 2 во ден. Значи, јас сакав токму за нашиот проблем. Мене ме интересираше како родител, сега зборувам, не како новинар, кога ќе има исплата на породилните отсуства и боледувања, но таму во соопштенијата барем јас не успеав да најдам дали има некакво решение за нас и дали се знае барем некаква временска рамка. Еве не мора да значи дека точно треба да ни кажат, макар што би требало и тоа да го знаеме, но еве барем некаква временска рамка. Ние не добивме ни таков одговор. Последното денешно соопштение повторно го читав исто така и таму не најдов ништо, ама буквално ниту збор за породилните боледувања. Таму имаше во однос на нели кражбата на податоци, што уште исто така е една многу болна тема и многу битна тема, но пак ќе речам сега зборам како родител кој што има 4,5 месечно бебе на кого му се потребни. Се разбира, памперси, сето она што го набројавте и ви од мојот статус. Пелени се потребни, потребно се витамини, оние кои што знаат имаат бебе на адаптирана храна, потребна е храна. Тука веќе отворам и некои други проблеми кои што ги имаме ние како родители во однос на здравствениот систем, затоа што се она што можеби требаше да ни следува како осигуреници од здравствениот систем, ние не можеби тоа да го добиеме. Еве, по-конкретно за ортопед не можеме термин да добиеме, но тоа се многу широки, големи теми кои што верувам дека вреди во некои во наредните емисии да ги слушнете. Билјана, благодарам што одвои време, нормално се вклучиш во црвена линија. Се надеваме дека сите оние кои што се директно засегнати како тебе, како предсе, како родители кои што имаат нели дечиња на кои што апсолутно им се неопходни и прегледите кои што се неизоставен дел од развојот во оваа возраст, дека набрзо ќе се среди ова голгота, слободно ќе ја наречам, дека ќе можете да имате пристап до се она што е неопходно за да нели спокојно си ги одгледувате своите дечиња. Така, само сакам да потенцирам, би сакала само да добиеме таква информација, пак ќе речам не само во моје име, туку во име на сите мајки кои што го очекуваат тоа, бидејќи нели слушнавме низа критики адресирани на новинарките мајки што се во моментов на породилни отсуства, што мислам дека не е во ред и тоа токму од представници на Фондот за здравствено осигурување. Значи, јас се разбира дека не сум го напишала тој статус само за мојот Јан. Такви како мојот Јан во земјава има многу кои што очекуваат и затоа требаше да ни се дадат тие одговори.
Благодарам уште еднаш и секако остани, ако си во можна, заедно со Јан да следите Црвена линија, а еве ние секако ги охрабривме гледачите и оние кои што можеби ќе имаат одговор еве да се јават во Црвена линија и секако да образложат дали конечно и наскоро ќе се реши овој проблем. А ние понатаму продолжуваме со вас на 0230700005, го вклучуваме и првиот гледач. Ке ве потсетам секако одговарајте на анкетата на Инстаграм, која што е објавена на Инстаграм стори, лајкнувате, шернувате и коментирате и на Фејсбук Црвена линија. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Да, благодарам. Во однос на ова што се случува со информациониот систем на Фондот за здравство. Намалете го тонот на телевизорот за да не мора да чекате дека гласот ви доцне, зборувајте преку слушалка. Да. Под еден. Најодговорен е директорот на Фондот за здравство. Он е одговорен за безбедноста на функционирањето на фондот. Ве слушаме, продолжете. Под два, фирмата која што е задолжена да ги спроведува процедурите за бекап, бидејќи ваков осетлив информационен систем да остане без бекап, е равен на тешко кривично дело за загрозување на безбедноста на државните институции. Според тоа, директорот на Фондот за здравство и фирмата што го одржува информациониот систем под хитно јавното обвинителство да покрене кривична постапка и двата субјекта да одат во затвор, затоа што е нанесена огромна штета на државата и на народот во. Благодарам, ке потсетам еве уште еднаш, значи прво и основно правило е намалете го тонот на телевизорот, зборувајте исклучиво преку слушалка за да нема доцнење на гласот, на звукот, тоа секако ќе ве збунува, внимавајте и на тајмерот и секако благодарам за гледачот кој што се вклучи во Црвена линија. Секако ќе ги охрабрам и оние кои што такако добро се разбираат во IT технологијата, еве може да се вклучат во Црвена линија и да објаснат дали ова сето можеше да се избегне доколку се направеше бекап на базата на податоци. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте по велете. Знаете, по хистеријата што ја гледам што се дигна прашина околу овој проблем со фондот, ја мислам дека се работи за една политичка саботажа. И ја ќе ви го оправдам просто зашто. Затоа што ние знаеме дека сите институции во државата се политички поделени. Имате позициони и опозициони сили вработени во самите институции. Сега знаете, да го напаѓаме овој директор, а да го амнестираме претходниот директор кој истото не го вовел, таа вие знаете игра за мали деца. Проблемот може да се гледа генерално. Зошто државата нема своја централна институција која ќе се грижи за сите за сите системи на сите министерства и на сите фондови. И зошто тоа се добива, се дели тој бизнис, се дели на тендери секој посебно. Ако отидете горе на клиниките, ќе видите дека разни фирми ги одржаваат нивните системи. И се поставува прашањето, зашто е тоа така? И зашто до сега тоа не се исекува? Втората работа која гледам, дека ова е политичка работа, затоа што имате директно фронтален напад и подгревање на страстите и пушање разни верзии во етерот, дека ова е проблем, она е проблем, дека вака се случило, што значи дека овие две работи имаат една заедничка точка, тоа е стварање на паника меѓу луѓето и дигање тензија на. Но реалност е дека платите доцнат во здравството, реалност е дека доцнат. Еве ќе ви објаснам една работа. Платите можат лесно да се исплатат по декемвриската основица, ако ќе се реши проблемот да се исплати разликата. А што е толку проблематично за. Добро, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Сега како следниот гледач ќе го прашам или можеби гледачка, дали можеме и да очекуваме дека ќе се повтори нападот и врз некои други фондови во државава. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Да. Гледаш ме прилеп. Драго ни е. Да. За темата што ви е поставена,
дали се можни се напади на други. Значи, че има напади и сакам да кажам и да прашам и вие новинарите да изпитате дали министерот за здравство зеде плата или и да господинот Ступанчев. Добре, продолжете, имате уште време. Еве, дали ова сето можеше да се превенира доколку се направеше бекап на податоците? За мое мислење, да ви кажам по мое мислење, дека мислам дека не е хакерски напад на здравствениот систем, а мислам дека што не е подпишан договор за да се зема пари од за кредитот што беше 600 милиони евра и затоа не може здравство да земи плата. И сега, дури не дојде тој договор, му уште еден месец здравството нема да земи плата. Вие сте во тоа убедени, така? Да. Еве, тоа е сега го ваше мислење, не би можеле да го потврдиме додека не е официјално нели така потврдено, но секако еве сметате ли дека и другите фондови можат да бидат нападнати на ваков начин? После овој фонд ќе биде и другите, да. Така, благодарам многу за јавувањето и сега секако ќе прочитам еден статус од Ивона Чангралиева, кој што има напишано како родител и мајка нели на Донче, вика на истата мака сум, ако на 3 месеци треба да е првата контрола на ортопед, нас не дадоа прв термин кога Јаков имаше 7 месеци веќе или носи си го приватно, ми рекоа. Со 300 сили некако добив термин во мајчин дом во аеродром во 9 часот са бајла, а докторката од клиника стигна во 11. Во холот од 2 степени не функционира ни парното, чекајќи 2 сата само бебето ми настина. А за запишување во градинка детето треба да има вујко владика или Бог да ни е на помош. Еве, ова се сушност работите со кои што секојдневно се соочуваат родителите кога треба да закажуваат мој термини, се разбира се она што им е неопходно во моментот, а за тоа секако се плаќаат доприноси од Фондот за здравствено осигурување. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, ова е моје мислење, мислам дека е точно. Живееме у девалвирана држава. Значи, тотално право, правда не функционираат. Судство знаеме со 4% дека е окарактеризирано, може и со минус 1 у негативен смисол. Плюс тоа, ова се случи све поради притисоците од страна на америчка влада, од британска и од Европска унија. Значи, они допринесоа до овој хаос дека што не се случува. Дозволија све оние најлоши работи да... А дали ве сметате дека ние требаше, можеби еве по ова што го зборувате, да сме подготвени да направиме бекап? Тоа го знаат сите корисници на компјутери. Со послушнички влади, кон овие исти држави што ги набројав, ние не можеме ништо да направиме безбедносно. Имаат контрола врз све. Нели ти е симптоматично кога беше ловењето на оние марихуани со полицајци спроведувани, значи полицајци, тука началници ги бркаат тие мафијашки работи, доаѓа од ДЕА тука. Од каде ДЕА може да знае за овие дека ќе прават мафијашка акција, а овдека нашава полиција не знае ништо. Значи, све знаат, све контролираат и ова е нивни упа. Благодарам за јавувањето. Ќе подсетам секој нареден кој што ќе се вклучи, внимавајте само на тајмерот од 90 секунди. Секако и веќе ги охрабрам оние кои што се експерти, IT експерти, дали можат секако да се јават во црвена линија и да објаснат сушност како може да се заштитат ваквите системи, дури и од хакерски напади. Добар ден. Добар ден. Го поддржувам гледачот, значи, во све. Да, овако, и можда има направено бекап, од кај знаеме ние. Можда има, меѓутоа не се употребува. Ова е сега нешто тенденциозно. Значи, во ФЗО, ревизорската куќа откри 20 милиона мањак.
И вие што сакате од сега да идете понатака. Они ако сакаат ќе почнат да видиме каде е мањакот, кој зел, кој преплатил, кој наплатил, кој на кого дал и што дал, ако сакаат да најдат. Значи ова се прави тенденциозно, ова е намерно, ова ништо не е случајно. И пазите, молим те, еве баш пратам и упорно и гледам дека претежно на членките во НАТО се прават вакви сајбер напади. Значи, тоа го примети сега, оно точно сега дека се прави, меѓутоа го приметив баш така, пратев нешто и приметив дека многу. Каде е НАТО сега да помогне? Ајде нека направи, нели сите сме во НАТО, НАТО е ова ќе ни помага, вака така ќе ни дава. Сметате дека нашата држава нема IT експерти кои што Има нашата држава, има прекрасни IT експерти, само ја колку познавам, значи има, меѓутоа знаете кај нас е непотизам, не може не секој таму да влезе. Сега читам некоја германска куќа земале да им овако да им расчистува таму да им прави. Значи ние имаме надвор извезено и какви умови и тука имаме, меѓутоа не се сака. Ова е тенденциозно. Благодарам многу за јавувањето и сега еве ќе потсетам уште еднаш, знам дека многу пати се повторувам, внимавајте на тајмерот. Бидејќи автоматски се исклучува на 90-та секунда. Одиме малку на Твитер. Не случајно ги читаме и коментарите на Твитерџи, затоа што можете и вие да се надоврзете, а може би и да се сложувате или не сложувате со некои од нивните видувања околу состојбава. Фондот за здравствено осигурување демантира. Здравствените и лични податоци се целосно безбедни и не се украдени. Граѓаните да бидат спокојни. Вака напиша Ивана Рамаданова, на ова Дејан Цветановски и одговори. Ransomware не краде податоци, само ги енкриптира. Проблемот е во тоа што сите досегашни податоци за пациентите може да бидат трајно изгубени. Тука е проблемот. Ивана Рамаданова му одговара. Дејан Цветановски, а дали стварно веруваш дека некој го хакирал системот? Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Мојата идеја е да биде почиста околината. Да. Стишете го тонот на телевизорот. Да, сега само момент. Секунда само. Треба да имаме почиста околина, не зашто се жалат оние на вести, се загаден бил воздухот, не знам, дрвата од ова она. Тоа не е точно. Тоа што прават и свашта, што палат пластика, гума, што работат фабриките, тоа не е точно ништо. Добро, а еве во однос на состојбата со податоците хакнатиот систем на Фондот за здравствено осигурување, дали според вас можевме да се заштитиме со бекап варијант? Не, зашто не се писани, немаат врска што прават. Така ве слушам, имате уште време, имате 90 секунди. Да. Дали сметате дека еве на ваков начин може да се повторат напади на други фондови? Да. Да? Како ти кажа, градоначалничката не е гајле за ништо. Избика дека дрвата, не знам што, ќе умијат од јаците загадува, ако гориш чиста природна дрва или ако гори се што треба што гори, што не загадува, нема ништо да се загадува. И ние ја нема да загадува, ни природата не загадува, тоа ништо не загадува. Добро, благодарам многу еве што се вклучивте во црвена линија. Денес ќе потсетам, зборуваме за состојбите во Фондот за здравствено осигурување, каде што нормално е хакнат системот, а нивните корисници се целосно парализирани, не може да дојдат до основните нешта кои што им се неопходни. Доволно да напоменеме дека во моментот и доцнат платите на здравствените работници. Добар ден. Ало. Добар ден. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Не, да јас нешто би кажал за овие напади што и во здравството се наследи. Тоа има групи кои не им мислат добро на државата и на секаков начин се обидува да направат нешто што не е добро. Ево како во здравството и блокира накоти, не можат работниците или работените да земат плата. Ти има секи пат такви работи, државата се бори во тоа, ама тие се тешко се открива. Ево видите исто како и со бомбите.
100%, што се бомба, ова се бомба, она се лажно. Тоа се многу и како ти кажам, обучени групи кои вршат раздор, сеење, недобри работи во едно општество. А иначе, дали може државата да се справи со тоа? Може, ама тоа е многу тешко, породи и секако во иднина ќе се подобрува. Мене ми е чудно овие лади се зборува, одма ја напаја власта, ја напаја државата, го напаја парламентот, го напаја. А не се обшто во право. То сами себе си нанесува лошо тие што тоа го зборува. Зошто тоа го велам така? Овие сите негативни работи што се појавува во едно општество, во крајната. Ако ние да се кориме во Европска унија, што помош да влеземе, сите тие негативни работи ќе се отклонат. Ќе нема тоа многу хакерски напади, ќе нема сите негативни работи ќе можат слободно да... Благодарам за јавувањето во црвена линија. Повторно ве префрлам на Твитер. Одиме со твитот на Трпана, која прашува дали работи Фондот за здравствено кај Црвен крст или и тие се погодени од хакерскиот напад. Телефоните нормално не им функционираат, па да не се мкнам за џабе. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. За да не се нервирате и да не подсетувате, подобро додајте ни 30 секунди за да бидеме по-комплетни во искажувањето и ние да не се нервираме, меѓутоа, знаете ли колку тешко се паќа врска? Ептен тешко. Ама кога веќе добиеме, мило ми што добиеме и еве да почнеме со опишувањето, јас ќе опишам вака состојбата. Еве сега ќе го ресетираме тајмерот, бидејќи си изгубивте секунди, е нормално ќе го забележиме вашето барање. Одиме со нови 90 секунди за вас. Ќе ви бидам благодарен, да знаете, ќе ви бидам стварно благодарен, а вака сега, овие што ги прават овие работи, дали ќе е пробивање на системот на здравство, дали ќе е пробивање на Црвен крст, дали ќе е на војска, дали ќе е на полиција, се со помош на одговорните луѓе во тие институции. Дали министри, дали директори, дали врвни функционери, се со нивна помош. Меѓутоа, добро е кога слушам добри луѓе, па кажуваат вистината. А многу е лошо кога слушаш луѓе, а кажуваат невистина. Ги бранат овие душмански владетели што ја распаднаа Македонија, што ги распаднаа овие системи, што распаднаа економијата. Погодни еден, дека не земува милиони, затоа нема плата, а не системот. Системот сега директорот. Кој е директор? Дали е македонец? Дали е не македонец? Има ли македонец директор на македонска институција? До кога со тие учени ќе ја владееме државата? Државата е веќе во туѓи раце. Не Америка, не Франција, не. Знае се кој. Не бугарите ќе ни дале вето. Ветото од Македонија однатре, од нашите комшии. Се распаѓа, ќе снема слобода, господи или господице водителке, ќе снема слобода во Македонија. Многу е лошо, ептен лошо, се е лошо, ама добро е ова што нема пари за овие што лагодно живеат. Благодарам за јавувањето. Твитот на Мацке го прочитаме. Вели, напишал поточно најгласни за тоа како можел да биде хакнат Фондот за здравствено осигурување се оние што даваат пристап на секакви апликации за да им покажат кој им е најдобар пријател на Твитер и кој покемон биле во минатото. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Дали можеме еве како земја да се заштитиме од сајбер напади? Можеме да се заштитиме. Вака, јас сакам на една тема да зборам од и во свето. Во свето, например, не е така во свето. Например, здравството или докторите. Значи да има основно училиште, средно и факултет. И да биде примариус медицински доктор. Примариус медицински доктор. И да биде добар, да ги прима пациентите, да ги лечи. Да биде добар, да ги прима пациентите, да ги лечи. Значи пациентите ги бркат, па му барат упути, па ќе одат на болница, ќе му речат одете таму, одете ваму, неќа да ги примат. Некои немат завршено во болниците сестри, па немат ни завршено, па ги бркат. Според вас можеме ли да очекуваме дека ќе се повтори нападот и на други фондови?
нападот на други фондови, не знам тука фондовите, па не знам, само знам оти примариус, медицински доктор. Гледачот најверојатно се исклучи. Добро, благодарам за јавувањето. Тука секако ќе ве подсетам, задолжително продолжете да коментирате, лайкнувате и да не следите на Facebook, Црвена линија, Twitter, Телма телевизија профилот и на Instagram. Се уште има време додека ни стартуваат рекламите, се разбира да дадете одговор на денешното прашање. Можеме ли да очекуваме дека ќе се повтори нападот и на други фондови? Одговарате со да, не. А она што следува, се разбира, е ова тркало на среќа, кое што веднаш по Црвена линија ќе го превземам јас и само ќе ве замолам и вас и охрабрам од Црвена линија. Само приклучете се на оние кои што завртуваат на Телма и освојуваат вредни награди, бидејќи во ова петочно издание ќе имаме супер награди за вас. Одиме со реклами. Резултатите од Instagram Story анкетата се подготвени, а изгледаат вака. Оние што одговараа со да и не на прашањето можеме ли да очекуваме дека ќе се повтори нападот на други фондови, како всушност заврши сета таа анкета. Со да одговорија 93%, а со не 7%. Драги мои, продолжете да не следите на Instagram, се разбира веќе во понеделник нова тема и нова можност да бидете вклучени на нашите анкетни прашања. А тука во овој момент ќе ги поканам сите оние кои што следат Црвена линија. Мене и насмевката ми се менува да останете во одлично расположение и секако да останете со Телма, затоа што за многу кратко време ќе бидам во својата друга канцеларија, каде што се врти ова тркало на Телма и носи вредни награди. И секако ќе ве подсетам, внимателно следете ги промојата и програмата на Телма телевизија, бидејќи голем дел од прашањата во квизот се токму со содржината од програмата, што значи им забавно и лесно ќе добиете награда. Да го провериме тоа за многу кратко. Се гледаме.